27 март, светски ден на театарот, честит нека е денот, а и секако ова возвишена уметност, театарот во памтивека бил одраз на човековото однесување, на општествените движења и секогаш јасно ги праќал своите пораки. Какви пораки се праќаат од Прилеп? Прилеп кој се смета за театарски град, а годинава има и посебно одбележување. Ке го чекаме фестивалот, Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој ќе одбележи 60 години. Со нас е Михајло Миленковски, раководител на Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински. Миленковски, нека е честит денот, меѓутоа и веднаш вие сте и актер. Што значи да се биде театарски актер на штиците, што често велиме живот значат? Добро утро, Бети, добро утро, Македонија. Сакам да ги поздравам сите гледачи на Македонската радио и телевизија. Добро утро од преубавото Прилеп. Денес имаме навистина убав сончев ден, иако времето малку, ветрето малку не освежува. Мартовски, нели, но прекрасен ден. Да, 27 март, светскиот ден на театарот. Дозволете ми да искористам оваа прилика да им го честитам овој меѓународен ден на сите театарски уметници, да им посакам креативност, енергија и многу сјај во очите да имаат ова, како и следните години. Точно 65 години мислам од прилика го славиме овој ден, откако е становен како празник на театарчиите, така да за многу години ја идлија. Актер. Што значи да се биде актер? Актер да се биде е доста одговорна и сериозна професија, иако навидум изгледа доста лесна и едноставна. Да се биде актер значи да се навлезе најдлабоко во својата душа, во тие темни соби што ги имаме во нашата душа, да се извлече она најлошото или најдоброто, за да се раскажи приказната на еден лик. Да се биде актер значи секој ден да се влегува во костимот на друг лик, да се свати неговата психологија и да се презнесе неговата порака, бидејќи секој лик на театарската сцена е со некоја причина присутен таму и секој лик сака нешто да пренесе. Театарот е безвременски. Меѓутоа Прилеп има, мора да кажеме, не можеме тоа да го премолчиме, една голема рана. Нема објект. Ансамблот нема објект. Единствено му останува Центарот за култура, кој е за нас, големата сцена 105. Најавено е дека ќе се реконструира комплетно старата зграда. До каде се работите? Да, точно, за жал на овој ден кога сите славиме, ние имаме една точка која што е болна, односно немаме театарска зграда, односно ја изгубивме. Ја изгубивме почитувајќи го законот. Значи, ќе искористам онаа поговорка на мојата баба, подобро спречи отколку лечи. Таа театарска зграда беше навистина многу стара, многу долги години, ништо апсолутно не се има превземено за да се подобрат условите таму и да стане побезбедна. Мислам дека дојде периодот кога таа зграда ќе си го служи своето. Во животот јас викам дека се има еден почеток и еден крај. На оваа работа јас како актер гледам дека таа театарска зграда, таа приказна веќе некако овие 76 години не отслужи и ја затворивме. Сега треба да размислуваме малку понапред. Да обновиме комплетно. Да обновиме комплетно. Има најави, значи се работи проект. Да се надеваме дека во наскоро време ќе се изработи добар проект каде што ќе се задоволат потребите за квалитетна театарска продукција и дека конечно после толку многу години Прилеп навистина ќе добие една достојна театарска зграда за театар кој што постои 76 години и град како Прилеп кој што има публика која што со нетрпение чека да имаме представа, да се случува нешто, да има премиера и секако да си купат билети и понекогаш и да се расправаат за билет бидејќи нема. Се надеваме тоа поскоро ќе биде обновен комплетно објектот. Меѓутоа театарската уметност не гледа пречки ни во објекти, ништо, едноставно живее. Веќе почнавте и годинашнава програма. Најавена е премиера во април на првата представа од годинашнава програма Сатот. Па што годинава ќе се работи? Значи, моментално ние, како што кажавте, работиме во Центарот за култура Марко Цепенков, ги користиме двете сцени, големата и сцена 105. Се одлучивме на овој чекор да се преселиме тука и да работиме одново, бидејќи публиката во Прилеп бара театар и сака театар и е гладна. И таа публика не смеш во никој случај да ја оставиш без театар. Да, работиме, имаме годинава доста амбициозна програма.
Славиме, како што кажав, 76 години од основањето на Народен театар во Идан Чернодрински Прилеп. Имаме премиера најавена е за 2 и 3 април сатот. Текст напишан на прилепски автор Лидија Митовска-Ѓоргиевска. После тоа следува комедија, мораме прилепчаните да ги задоволиме, нели знаеме дека прилепската публика навистина сака комедии. Синиша Ефтимов со Девојките на Марко. Продолжуваме со третиот проект Мартин Кочовски Ловец воршта сполет Селинџер. Потоа одиме на колективен одмор малку одмараме и наесен продолжуваме со Кендри Миријани со Животинска фарма, за на крај со Лет над кукавичкото гнездо со Ѓорги Ризевски. Навистина амбициозна програма. Се надеваме дека ќе успееме да ја реализираме, иако малку имаме проблеми со просторот, бидејќи Центарот за култура во Прилеп навистина има премногу активности, имаме борба кој се повеќе ќе фати простор, како на мој термин резервираме, но сепак има енергија. Најважно е, нема театарска зграда, но има дух, има ансамбл, има колектив. Некогаш може да имаме најсовремени сценски технологии, artificial intelligence, светло кој што ќе не следи се, но ако е нема душата и она што го спомна претходно, кога го нема сијајот во актерската игра и желбата да се игра, џабе ќе биде сето тоа. Благодарам Миленковски, да, пораката еве и ние ја праќаме одавде. Сијај има, театарска моќ има на оваа уметност и се надеваме дека така ќе остане.